Македонците станаа српски марионети кои шират антибугаризам против кој бугарите ќе треба да се борат утре. Вакви пораки ни пристигнуваат од Софија. Раздвижено ќе биде во Благоевград во недела на денот на отворањето на македонскиот културен клуб Никола Вапцаров. Македонците од Бугарија ќе отворат свој центар, па поради тоа на протест ќе излезе бугарското ВМРО БНД, а 100 годишен јубилеј на својот сакан клуб ќе слават фановите на Пирин Благоевград. Бугарскиот европратеник Ангел Џамбаски со нови провокации ги повика сите на протест со цел да се урне, како што вели, македонизмот, мотивиран од србоманите од Скопје. Нашиот национален интерес мора да биде заштитен. Затоа примерна задача на секој вистински бугарин мора да биде во недела да дојде во Благоевград, пред споменикот на Ѓорги Никола Делчев. Заедно мораме да го заштитиме сопственото минато, сегашност и иднина. Очигледно бугарските политички чинители и македонската власт имаат заеднички став за отворањето на овој културен клуб. Против Никола Вапцаров официјално застана и властите во Скопје, а тоа ни го соопшти министерот за надворешни работи Бујар Османи. Од Сдруженијето на македонците во Бугарија, Ому Илинден Пирин, остро го нападнаа шефот на дипломатијата, бараат да ги остави сами да се борат за своите права, со оглед на фактот дека и така македонските власти се откажале веќе од нив. Две прашања, господине Османи. Прво, нели ветивте да не се мешате во внатрешните работи на Бугарија? Да проверувате што прават граѓани на Бугарија во Бугарија? Нели е директно мешање? Второ, нели е тоа работа на бугарските институции ако сакаат нешто да проверат на нивна територија? Од кога македонското надворешно министерство е разгранок на внатрешното министерство на Бугарија? Отворањето на македонскиот клуб ќе помине без присуство на ниту еден представник на владата. Во Благоевград нема да биде ниту првиот човек на државата Стево Пендаровски. Во негово име таму ќе присуствува шефот на неговиот кабинет Миле Бошњаковски. На отворањето на клубот сигурно ќе присуствува лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, како и делегација на Демократскиот сојуз која е дел од владината коалиција.